За жал се наметнува прашањето дали електронските цигари се здрави. Тука е проблемот кој што се отвара, а не би требало воопшто тоа да биде дискусијата. Зошто? Добре дојдовте во темата на неделата. Не постои здраво пушење, односно заблуда се мислењата дека разните замени за класичните цигари се помалку штетни за здравието на луѓето. Напротив, така наречените електронски цигари можат да бидат уште поштетни, па во некои држави веќе започнаа да ги забрануваат со закон. Електронските цигари се мамеци за најмладите, кои се навлекуваат главно поради различните ароми на овој вид производи, но ретко кој зборува за токсичните хемикалии во нив. Електронските цигари се штетни исто како и обичните, а оние со некакви вкусови се уште поштетни, е ставот на Светската здравствена организација. Што е уште полошо, електронските цигари се популарни меѓу младите кои рано почнуваат со пушење и стануваат зависници. Некои земји како Индија, Бразил, Тајланд, например, веќе целосно ги забранија електронските цигари, а во Соединетите држави исто така почнува постапка за забрана на продажбата на оние со разни вкусови. Државниот секретар за здравство Алекс Азар најави дека наскоро ќе бидат забранети сите електронски цигари со ароми. Производителите на вакви цигари ги рекламираа како еден од начините за откажување од пушење, но нивната зголемена употреба меѓу младите, како и предизвиканите болести, па и смртни случаи, ја интензивираа дебатата за нивна забрана. Според извештајот на Светската здравствена организација, утврдено е дека течноста во електронските цигари има и разни хемиски супстанци, а многу од нив се токсични. Има околу 8000 ароми, чии ефекти врз здравието се уште не се познати. Како стојат работите во врска со овој проблем на Балканот? Според најновото истражување во Босна и Херцеговина, 11 од 100 од младите меѓу 13 и 15 години користат електронски цигари. Тоа покажува и дека и покрај забраната за продажба на тутунски производи на малолетни, тие лесно доаѓаат до електронски цигари. Во Србија, електронска цигара пробале 6 од 100 од младите меѓу 13 и 15 години, но истражувањето е правено во 2017 година. И многумина постари пробале. Pokušala sam kao da smanjim ove standardne cigarete, pa sam probala, ali nije mi se dopalo. Potrebno je samo čvrsta volja da se ostave cigarete. Probao sam, ali nije mi zadovoljavalo organizam. Mislim, nema dovoljno nikotina, tako da sam batalio. Mislim, isto je, ali bolji osjećaj zato što ne smrde ti ruke, ne smrdiš ti, ne smrdi prostor u kom jesi. Ja ne mogu ni da preporučujem dalje jer je opet to neka vrsta duvana i svega. Моменталните анализи укажуваат на тоа дека електронските цигари се штетни по здравието, посебно врз младите и бремените жени, наведува Институтот за јавно здравје во Србија. Во Црна Гора околу 30.000 луѓе користат електронски цигари, проценуваат надлежните во таа земја, но прецизни податоци нема. Освен електронските цигари, се повеќе се шири и конзумирањето на производите кои го загреваат тутунот. Од Светската здравствена организација предупредуваат дека и во овој случај е потребна внимателност. Овој производ се уште не е доволно испитан, но како и да е, сите облици на употреба на тутун се штетни и предизвикуваат зависност, а тутунот, дури и во својот природен облик, е токсичен и содржи канцерогени материи. Во светот околу 7 милиони луѓе умираат годишно како последица на пушењето. А тутунот, како што се истакнува, е единствениот производ кој убива половина од своите корисници. Македонските граѓани се на трето место во светот по бројот на пушачи според бројот на население. Многумина ниту размислуваат за алтернативни производи, а и оние што ги користат се во заблуда дека се помалку штетни. Од Министерството за здравство велат дека со закон е регулирана употребата на електронските цигари.
Затварањето на летните тераси во кафолињата за пушачите ја отвора дилемата дали од обична цигара да се префрлат на електронска, чија употреба не е целосно забраната во затворените јавни простории. Ваквата фама во земјава трае најчесто до пролет, кога ќе се појави и првата маса на отворено. Дел од страстните пушачи во електронската цигара гледаат и обид за откажување од цигарите. Производителите на електронските цигари пак тврдат дека таа е помалку штетна за здравјето на луѓето од класичната цигара и е штедлива алтернатива. Дел од граѓаните што ги анкетиравме сметаат дека и електронската и класичната цигара се подеднакво штетни. За мене по лоша електронската. Зошто мислите така? Затоа што на неколку луѓе, не на неколку, на повеќе луѓе се палат. Во джеп кој ќе ја носи може да му се запали и да изгори човекот. И едно и друго не е добро за здравје. Ни електронска, ни обична. Па, мислам дека и двете се штетни. Да. Докторите апелираат граѓаните пушачи да изнедат сили за да се откажат од секаков вид на цигари, затоа што тие се ризик фактори за голем број на заболувања. За жал се наметнува прашањето дали електронските цигари се здрави. Тука е проблемот кој што се отвара, а не би требало воопшто тоа да биде дискусијата. Зошто? Заради тоа што електронските цигари се замислени само и само како преодна алтернатива, како еден транзиторен период кога човек треба од пушење цигари да премине на нив, на електронските цигари, да ги пуши одредено време, во смисол месеци, и потоа да се откаже и од нив, но и од пушењето. Не треба да заборавиме што е слонот во просторијата, што е главниот проблем. Пушењето е главниот проблем. Цигарите, стандардните, такви какви што ги знаеме. Од Министерството за здравство велат дека електронската цигара е влезена во регулативата годинава во мај, со што земјава е прва во регионот што со законот за тутун ја регулира целосно контролата на ваквите производи. Регулативата предвидува давање на дозвола од Министерството за здравство пред да се донесе одлука за пуштање во промет на електронски цигари. Со членовите од 58 до 63 се регулира целосно пуштањето во промет и означувањето на електронските цигари и кои се во согласност со европските регулативи. Се вели во одговорот на Министерството за здравство. Според законот, на секое пакување треба да стои здравствено предупредување, според европските практики. Статистиката во земјава покажува дека само 1/5 од страстните пушачи се откажале од цигарите. Македонските граѓани се на трето место во светот според бројот на испушени цигари по жител годишно, а бројот на пушачи во изминативе 15 години се зголемил. Годишно се евидентираат околу 20.000 смртни случаи од кардиоваскуларни заболувања, а токму пушењето го зголемува ризикот од нив. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата, во која говоревме за штетноста од пушењето, особено за употребата на електронските цигари и заблудите поврзани со нив. До гледање.